Здраво, дечки, добро дојдовте пак на Дома со Леа. Денешното видео е прво од неколку видеа поврзани со бебешка дохрана, односно воведување на храна за луѓе кај бебиња. Заради обемниот материјал на оваа тема, решив да направам неколку последователни видеа, но како што поминува времето, така се менуваат навиките на бебето и сватив дека морам сега веќе да ги направам овие видеа, бидејќи полека заборавам што се случувало пред неколку месеци и така натаму. Така што, да, би сакала сега со вас да го споделам моето искуство на воведување дохрана кај мојата керкичка. Таа цицаше и во почетокот, кога се роди, првите неколку месеци, заради тоа што не кажаа дека е нормално да изгуби околу 10% од килажата од кога ќе се роди. Мислевме дека назадува и бевме многу испаничени. Мислам, замислете си, имате бебе од нецели 3 кила и треба да внимавате дали ќе се здебели 15 грама на ден. Мислам, многу е тешко да се измери тоа така. Така што во прво време покрај доењето и дававме и дохрана колку што можеше и сакаше да прими. За подоцна да восстановиме на практика, бидејќи ни ја прифати цуцлата, да восстановиме на практика секој ден да ја даваме помалку течност, дали тоа ќе биде чајче, мала доза на формула на адаптирано млеко, барем еднаш во денот да има оброк што ќе го прими преку цуцла, и ова функционираше добро до некои 3 месеци кога престана да ја интересира јадењето преку цуцла, но до тогаш веќе добро цицавме. Бидејќи тоа беше ран септември, имаше вкусни убави овошја кои што според препораката на докторот требаше да ја помогнат во редовноста на столицата, која што во тој период негде почна да затајува. Значи, најпрво ја давав слива и круша. Буквално, значи, меко овошјенце, ќе го измиев, ќе го отворев, ќе пресечев еден дел и гребев со лажичка од самото овошје. Мислам дека највеќе конзумираше 2 лажички од овошјето. Прво ја давав само слива, околу 10 дена, бидејќи читав доста дека доколку нагло се воведат повеќе видови храна кај мало бебе и колку е бебето помало, нели, толку е поголема веројатноста да има алергиска реакција на некои видови храна, и затоа решив наместо препорачаните 3 дена, јас да се држам до 10 дена, за да бидам сигурна дека нема да има алергија. И да, 10 дена јадеше по 2 лажички слива во денот, потоа воведовме крушка, кога веќе имаше и меки круши. По истиот принцип, нели, го гребев овошјето, внатрешноста на овошјето со лажица. После не знам колку денови ми дојде уште немаше полни 5 месеци, помислив дека е добра идеја да почнам да ја давам компир, и тука констипацијата стана страшна. И едноставно прекинав со сите видови дохрана и 10 дена не ја давав ништо плюс од мечиното млеко и по некое чајче. Практично направив еден ресет и после тоа веќе на полни 5 месеци повторно почнав да ги воведувам овошје по овошје. Во почетокот многу ги сакаше овошјето што ги знаеше, тие се впрочем и најбезбедни за давање, чи круша, слива, праска, јаболко. Покрај ова, Зара многу сакаше и сокче од цедено овошје, значи ова го практикувавме највеќе со јаболките, кои што беше скоро невозможно да се изблендираат толку фино, нели, за да бидат во една форма на течна кашичка. Па затоа ги рендав и ги цедев јаболките, и истото правев и со морковче, затоа што многу сакаше моркови. Околу полнењето 5 месеци, кога ја воведов однова храната, почнав да ги давам овие сокчиња и дневно пиеше околу 100 мл од сокчето, некогаш помалце, некогаш повеќе. Меѓутоа припремав секој ден по околу 150 мл и повторно главна храна беше, нели, моето млеко. Во тој период решив да воведам и еден календар на исхрана, односно да запишувам секој ден што сум ми дала, за да бидам сигурна дека меѓу новите состојки кои што ги воведувам има доволно размак
доволно простор да забележам доколку има реакција на некоја од состојките. Алергиска реакција е многу поретка, нели, кај здрави деца, со тоа што не секогаш гледаме за алергиската реакција, туку гледаме и како ќе се однесува, например, дали можеби ќе има грчеви, дали ќе има гасови од храната, дали ќе има пролив или констипација, така што сите промени што една нова состојка ги може да ги донесе во телото на бебето, најдобро е да се следат со ваков календар. Еве, можете да видите тука, значи на 10 октомври кога повторно сме почнале, првите денови пиела само сок од цеден морков, потоа пиела сок од цедено јаболко, потоа комбинација од сок од морков и јаболко, и така сме терале до 30 октомври кога сме почнале веќе да ја даваме повторно пире, односно кашичка пастирано овошје и зеленчук. Ваквиот календар, кој што забележувате, го правев на самолепливи ливчиња за лепени на фрижидерот. Тука ми е при рака пенкалото и после или пред секој оброк ќе запишам колку грама сум подготвила, односно колку грама издала и што јадела. Грамажата и следењето на состојките не е неопходно да бидат волку, нели, научни, видливи и така. Сакам да кажам, не е важно дали вашето дете ќе изеде 60 грама или 30 грама за оброк или само ќе проба една-две лажици. Значи, во прво време, додека оно не зависи од храната која што ја јаде, навистина не е неопходно волку прецизно да запишувате и да мерите. Мислам, тоа јас го сватив, нели, мерејки, практично овие податоци многу ретко ми требаа. Меѓутоа, би препорачала на секој да води ваква евиденција, затоа што кога се сомневате дека јаде премногу или јаде премалку во некои периоди кога нагло ќе порасне, кога има скок во развој или кога од други причини заради вадење зап или некоја настинка нема апетит, можете точно да следите значи кој бил трендот, дали јадела повеќе или помалку неколку дена. Јас како мајка бев многу помирна и мајки ги овие информации на располагање, отколку, нели, да се мислам леле да не изела некој оброк, а ствари јас сум заборавила дека го изела тој оброк, пошто, нели, заморот си го прави својата. Има уште многу работи што сакам да ви ги кажам, што ги откриев и што ги најдов за практични во врска со исхраната на бебето, но за да не биде ова видео предолго, да оставиме нешто и за наредното. Притиснете лайк и притиснете subscribe за да се видиме повторно наредниот понеделник. Поздрав до тогаш! Чао!